Иван Мирчевски вели дали е точно дека путерот од кикирики го намалува холестеролот. Иван, доколку е веќе покачен холестеролот и доколку очекуваш дека јадењето на путерот кикирики ќе влијае за да го намали, тоа нема да се случи, затоа што ништо во телото не се, особено такви по-сериозни состојби, метаболички како покачен холестерол или одредени други параметри на крвна слика, не се случуваат поради консумација на еден продукт. Ниту пак ќе се намалуваат поради консумација на еден продукт. Искомунициравме и на кратко во пораки на социјалните мрежи и одговорот конечен е дека доколку ти консумираш путерот кикирики како дел од твојата избалансирана редовна исхрана, многу позитивно ќе влијае на нивоата на холестерол, од причина што мастите кои што ги има путерот од кикирики се во најголем дел вакво заситени и полинезаситени. И тие масти влијаат добро на целокупното кардиоваскуларно здравје. Така да нема да го покачат холестеролот, но доколку ти е покачен, тогаш треба да се обратиш и да видиш што се случува во твојот животен стил, со редовност на исхраната, со продуктите кои што ги имаш во исхраната, со физичката активност, бидејќи таму лежи најголем дел од причината за појава на лош холестерол. И од продукти, ако веќе зборуваме и имаш некои очекувања, би те советувал како суплементи да додадеш омега-3 и растителни влакна. Тие ќе имаат веќе и научно може, мислам, не може, туку се тврди дека доволниот днес на растителни влакна, особено на тие бета-глукани по 3 грама на ден, влијаат за намалување на нивоата на холестерол, и исто и соја, дали како шницли, како грицки меѓуоброци, употребувајќи за имаат исто така позитивно влијание и го намалуваат холестеролот. Но сепак се работи за целокупниот животен стил и исхрана.